2018 ја одбележува годината на најголемата граѓанска акција во светот, Светскиот ден на чистење. На тој ден милиони волонтери од целиот свет ќе се здружат и ќе исчистат милиони тони ѓубре. Чистењето ќе се одржи во септември, а процесот започнува денес со мапирање на ѓубрето и дивите депонии во природата и во градовите, информираат од граѓанското здружение Go Green. Светскиот ден на чистење ќе започне на 15 септември 2018 година во 10 часот во Нов Зеланд. Светскиот бранд чистење го следи сонцето низ 24 временски зони и завршува 36 часа подоцна на Хавај. Милиони волонтери од 150 земји ќе се приклучат на најголемото позитивно граѓанско движење во светот во борбата против еден од најзагрижувачките проблеми во животната средина – отпадот. Според извештајот на UNDP за глобалниот отпад, секоја година милиони тони нелегален отпад достигаат до дивината и океаните. Иако многу организации го следа ѓубрето во различни делови на светот, предизвикот лежи во недоволно мапирање на отпадот. Од Go Green вела дека слепилото за ѓубрето е најголемата пречка за создавање почисти заедници. Луѓето живеат толку многу навикнати на ѓубрето што повеќе не го забележуваат, ниту пак неговите ефекти. Од клучно значење е да се започне со мапирање на ѓубрето, што ќе му помогне на светот да ја свати тежината на проблемот со отпадот и да се бори против ова слепило. Мапирањето на отпадот е организирано низ целиот свет, а повеќе од 2400 луѓе ширум светот работат на прибирање и прилагодување на постоечките податоци, но следниот чекор е да се направат активности за мапирање на национално ниво со цел да се мапираат дивите депонии низ целиот свет.